Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитива. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Македонски амбасадор Стефанија Гаштарска. Сум звонела на мајка ми, сум плачела, сум викала, мама, јас изгледа не сум за балет, пошто сме имале многу тешки периоди. Ама Стефи, па се живели живот без емоција. Па не се живее, Нели? знаеш, не. За таткото никогаш ништо не сме слушнали. Мајка ми и татко ми се разведени, се тоа беше многу тешко. Ми не можела да спие и сум ја гледала како плаче и така натаму. А татко ми, например, си живеел свој живот. Имам некоја лутина. Јас со татко ми не зборувам 1 година веќе, затоа што он се тргна на страна кога најмногу требаше. Дали знаеш да простиш? Дали мислиш дека некогаш би можел да му простиш? Ме трогна твојот момент. Друштво здраво и добре дојдовте во уште еден подкаст за ментално здравје кој што се вика Ресет. И денеска ми е особено огромна чест и задоволство да ви кажам дека ќе имаме едно посебно издание. Ајде, тоа што ни украсено новогодишно е, знаеме дека ќе испратиме 2025 убаво. Туку имаме и една посебна гостинка. Но пред да ја најавиме, морам да се заблагодарам до нашите соработници. А тоа се Dongfeng Smart Living, Eastgate, Fashion Group, односно ме облекува токму од Манго, Студентарија, знаете многу добро, коса, шминка и стайлинг, Octay Sadie Hair Studio, F-Stop, Printing, Pen in Print, Creative House M, кој што пак тие се погрижија да имаме вака разнобојно студио, новогодишно пред се, и нашите соработници Литература и Ледико. Денешната моја гостинка, морам да ви кажам дека е посебна, од проста причина што јас ги обожавам сите оние кои што се трудат и прават се да не покажат во добро светло надвор од нашите граници. И таа е одличен руски, да кажам, творец таму, кој што пак и нас добро не представува на овој терен овде. Македонски амбасадор кој што одлично танцува на големата сцена, токму во Русија, и нејзиното име знам дека веднаш го погодувате, а тоа е Стефанија Гаштарска. Добре ми дојде. Добре ме најдов. Ти благодарам на оваа убава најава. Па, вистина е тоа. Мислам дека за твоите години искрено во добро светло не презентираш тамо, не представуваш и токму поради тоа заслужуваш едно вакво посебно издание каде што па и нема да биде секојдневно и обично како подкаст. Денеска заедно со моите прекрасни соработници од Art Room, не знам дали таму си била? Не сум била. Не си била, те поканувам топло да ги посетиш. Јас бев еднаш и преубаво си поминав заедно со Оки бевме. Се впуштивме, рековме ке цртаме и нема да размислуваме на ништо. Иако јас и ти денеска убаво ке се опуштиме природно во разговорот, мислам дека пред себе имаш нешто што ќе ти биде потребно, да можеби некој чувство ми нацрташ. Како си добра со цртањето? Искрено, јас сум страшен антиталент. Многу ми е смешно како баш мене ме погодивте да цртам. Ама ќе видиме, може ќе излезе нешто, сигурно нешто апстрактно, нешто необично, дефинитивно. Добро, знаеш да се најдеш сега како треба да работиме? Па, мислам да работиме, знаеш, креативно да се пуштиме. Јас исто така немам појма. Јас веќе пред снимањето ја брцнав раката во боја, ама нема врска. Па добро, па види, така се почнува, вака сега. Мене ми рекоа од Art Room вака пред себе. Тебе ти е таму блиску, мене јас ке се снаоѓам, не сум толку сега важна, меѓутоа, ева ќе си помогнам. Мислам дека денеска можеме да го нацртаме барем блиску чувството кога сме се чувствувале среќени. Хајде да пробаме. Тешко ли е да се биде среќен? Што мислиш ти? Па мислам дека не. Мислам дека среќата и во најмалите ситници, во најмалите моменти, ситуации, така да во се може да се најде нешто убаво. Ајде видиме, Стефи, види какви бои имаме пред себе. Значи имаме плава, црна, портокалова, бела, зелена, црвена, жолта. Имаш ли омилена боја? Немам омилена боја. Немаш? Сите бои ги сакам, така да не можам да изберам една, не знам. Еве тебе ќе ти дадам задача да нацрташ
среќно чувство кога си била на сцената како прима балерина? Ајде, ќе пробам. Не ветувам дека тоа ќе изгледа нешто многу... Ама ќе биде уметничко, ќе Значи биде природно, интересно. природно ќе тече Природно. цело А ти ово. почна веќе? Јас нешто тука, еве, со портокаловата се фатив, не знам тоа што треба да значи, можеби од Артрум ќе ни кажат какви се боиве и што треба да... А тука Добро може се да чувствувам мешаме? ако сум одбрала портокалова? Да, на добар пат сум, добро. Ти сега внимавај која боја ќе ја Тука фатиш. може да се- Можеме да се пуштиме. Може, ајде, почнеш. Добро. Јас тебе прв пат те запознав, односно те забележав по социјалните мрежи, да бидам Да, искрена. Ти точно. можеби тоа нели си го негувала, си го правела како огромна љубов, леле видите како почнувам. Нема врска. Си го правела тоа ете во Русија и си ја негувала љубовта кон балетот и тоа дури сега можеме побава да го видиме, меѓутоа некако ти се појави за оваа генерација и на социјалните мрежи. Точно. Дали ти е таму удобно? Искрено преубаво. Преубаво срце. Чувството. Јас почнав со розева инаку. Со розова? Да, помешав бела со Супер, црвена. Инаку јас почнав да снимам на TikTok сосема неочекувано, не планирав воопшто. Претходната година, мислам дека околу мај месец беше, решив да снимам едно видео, така беше повеќе онака за себе. Не знам дали ми го знаеш тоа видео, како да разговараш со балерина. Беше малце така сатирично, смешно. Ствари покажував како тука во Македонија недоволно ја знаат ова уметност и какви прашања обично поставуваат на нас балерините. Не знам дали можеш да направиш шпага и така натаму, некои такви чудни прашања. Така да го направив тој и добив многу лоши коментари на тоа видео. Тоа ми беше прво видео и добив милион лоши коментари, отиде вирално. Тоа беше првото видео со кое што се проби? Да. Да, тоа видео Гледаш ми мене отиде таквото вирално. видео не ми има излизано. Па ете после да погледнеш. Да. Така да добив толку лоши коментари за тоа како сум јас. Мислам, лоши зборови некако и сватив дека луѓето мене не ме знаат. Викам, јас не сум ваква, може таква слика добиле, нели после гледање на тоа видео, но си викам, а зошто јас да не продолжам да снимам, да покажам дека јас не сум тоа. Па како инаку? Да, Ќе се покаже да, на пошто видов луѓето дека- што... Да. Им се некако гледаат скроз погрешна слика за мене, така да си викам, јас ќе си продолжам со снимање за себе и некако сватив дека им се допаднав на луѓето. Не знам како да кажам, TikTok многу ми и сите социјални мрежи многу ми помогнаа со самодовербата, затоа што јас сум страшно самокритична. Welcome to the club. Да. Се вика тоа. Страшно самокритична, страшен перфекционист и се што правам си мислам дека не чини, дека не е доволно. И некако сега оваа моја драга публика која ме следи, сите фанови некако ми ја вратија самодовербата. И сваќам дека ете можеби сум интересна на некој начин, забавна и луѓето сакаат да ме гледаат. Па зошто да не? Мислам дека не треба да има некоја стандардна слика за тоа како треба да бидеш на социјалните мрежи искрено. Вака што го кажуваш како искуство дека си самокритична, дали тоа ти го направи професијата како балет, да си самокритична, дали тоа некако ти се наметнат самите учители, професори? Искрено мислам дека таков ми е карактерот. Јас од мала сум перфекционист, сакам се од прва да е идеално. Така да Тоа е најтешкото. да, мислам тоа ако си во балет, ако си во таа професија, тој на некој начин добро. Но и на некој начин знае да смета кога премногу се гледаш. Например, јас не сакам да се гледам кога играм видеа, односно. Вистина. Да, многу ми е тешко да се гледам затоа што ги гледам само маните. Тоа е страшно, така да. На мајка ми цело време викам, ова не чини, викам, како може ова да им се допаѓа? Мајка ми вика, не можеш да си, јас сум пресамокритична. Убавите работи ги тргам на страна и ги гледам само тие што мене не ми чинат, а не значи дека другите тоа го гледаат. Најчесто не го гледаат тоа, само јас го гледам. Знаеш како, јас ова го начинав во емисијата со Ксенија и искрено и на нејзи споделив дека имало одредени моменти кога сум била јас, ќе кажам слободно, самокритична. Буквално сега мојата работа била со телевизија, да сум водител, нели, такви забавни емисии и се некако се очекувало од мене да сум совршена, нели, секоја водителка како треба да изгледа, па да не почнам по тој за танцот, тоа како треба да биде изведено, па да бидеш и добар пријател, па и да бидеш добра сестра и добра ќерка и сите тие некако улоги направиле да не знам веќе што е нормалното за да бидам доволна.
И некако и тоа мене ми направило да мислам дека не се чувствувам доволно добро. Мислам дека тој социјалните мрежи ни го прават на некој начин. Многу луѓе прикажуваат некој идеален живот. Знаеш, гледаш на Инстаграм и гледаш како луѓе живеат, какви се, мислиш дека се идеални, со идеални лица, со идеални животи. Се им е лесно, се им е супер и го се споредуваш со себе и си кажеш зашто се мачам јас или зашто мене не ми е вакво лицето идеално, а 90% од тоа што го гледаме не е вистина. Не сме совршени и токму поради таа причина мене ми тикна дека треба да ставиме и кециле, чекај вака ќе Јас ќе ставиме. се продолжам Тоа тука. нема да падне сигурно. Не се секирајте вие позади таму. Нема да се види. Добро. Инаку јас не постои ден да не се испрлям, така да Ништо страшно, па и на тие работи е сосема природно. Мислам дека тоа го прави животот до некаде кога не е совршен, кога ќе се отпуштиш веќе од тоа совршенство. Не знам, ја не познавам човек што е совршен не за постои сите работи. совршенство, не постои. Кога јас почнав на TikTok, ја почнеме приказнава со TikTok. Тоа беше па можеби после 2020 година, после пандемијата. Тогаш беа често тие некои забавни видеа со музика или како ќе се движиш и тоа ако добро го направиш дека си кул, ако не си, значи не те бидува. Така. И кога за нешто служат социјалните мрежи, да ги насочиме во правилна насока. Некако си дадов за задача, за предизвик да го направам првото видео да биде едукативно. Ти знаеш ли кое видео ми беше вирално? Кој е видео? Ми отиде вирално видео за маска за лице. Леле, го имам видено. Го имаш Го видено? имам видено. Да. И тоа ми докажа дека може некој да исплива од морето, не знам, некорисни информации и тоа за некому да служи. Всушност дека може и квалитетното да биде тука меѓу нас, само да го препознаеме. Ти, например, мене имаш излезено со видео за детските игри. Знае. Да, многу За сладко игрите? видео. Да, јас го направив тоа прво видео како носталгија, пошто јас многу си го сакав детството некако и некогаш многу ми фали, затоа што имавме убаво детство, реално сите ние без телефони, без интернет. Многу сум срекна што го фатив малку тој период и си викам, зашто да не снимам видео, затоа што сигурно сите сме го живееле тој живот на сличен начин, така да сите тие стикери во албуми, собирање, споменари, некако си викам, ајде да го ставам во видео, може ќе биде интересно. И тоа ми доби некој прв пат добив толку прегледи, некој над 250.000. Вау. Да, и толку некако убави коментари, ти благодарам што не врати во детството, некако, не знам, баш бев срекна и направи уште 5 дела, мислам дека. И со цртани филмови што сме ги гледали, такви некои работи. Морам да ти кажам дека и мислам дека ти имам кажано, ако не се лажам, ако ти немам пишано, е дека ме потсети на можеби Нина, која што била малку покревка во првите, нели, периоди на објавување социјални мрежи и ти така даваш впечаток на социјалните мрежи дека си чиста, дека си природна, дека си тоа што си, сакајте ме ваква каква што сум, не можам да се менувам за вас. Иако безбројни коментари некогаш ќе се случат на тие социјални мрежи, што до некаде не сакам да кажам дека е природно да се очекува, меѓутоа ти знаеш многу добро да се носиш со тоа. Како? Искрено мислам дека балетот ми има научено. Балетот ми има научено затоа што педагозите во балетските школи многу често знаат да се брутални и во балетот многу ретко слушаш да супер е, да добро е. Најчесто слушаш ова не чини, ваква си, таква си, онаква си, затоа што едноставно професијата ни е таква. Мора професорите да се брутално искрени со тебе за тоа да изгледа се добро на сцена. Од брутално до искрено и начинот на кој што тоа се кажува Да, боли. Да, може да боли, ама затоа си го градиш карактерот и затоа подоцна такви коментари, лоши коментари нема да опираат воопшто. Поготово од луѓе кои не ги знам, од скриени профили, не ми значи воопшто. Може ќе ме заболи од мајка, од семејство, од некоја моја драга професорка, ама од луѓе што не ги знам, зошто да не допира тоа, не знам. Сакаш да ми кажеш дека коментарите што ги гледаме на социјални мрежи се ништо во споредба со тоа како е таму во светот на балетот? Апсолутно ништо. Навистина? Да. Во балета се брутално искрено.
Можеш малку да ни откриеш таму што се случува, како изгледа едно секојдневие? Да. Јас имав една професорка, педагог, Наталија Анатолиевна, со неа прекрасно работевме во Русија. Имам спремено на 9 главни улоги со неа. Многу си ја сакав, некако енергетски бевме супер поврзани, но таа имаше начин да ме мотивира со тоа што ми кажуваше дека јас не чинам, например. Како тоа изгледа? И тоа да не е така, таа ќе ми каже, па ова не беше баш добро, дури и да било. За да ме мотивира, утре да дојдам јас да покажам дека не, ова може да биде многу добро. И е добро. Така да, мислам дека ми има сватена дека мене тој начин може би ме мотивира. И беше страв дека ако ми каже ова е супер, дека јас ќе се опуштам и дека нема да работам. Дека ќе си мислам, супер сум, доволно е тоа. Така да со самото тоа што таа ми кажува ова не чини, јас одам дома, го мислам тоа зошто тоа не чини, зошто е така и утре доаѓам и докажувам дека тоа и така го чини. И тоа и работеше. Дали мене тоа психички на некој начин знаеше да ме поремети? Дефинитивно. Сум звонела на мајка ми, сум плачела, сум викала, мамо, јас изгледа не сум за балет. Чим ми викаат дека ова не е добро, тоа не е добро. Ми се случувало, например, пред премиера, памтам пред премиера Ромео и Јулија, имавме како цел прогон, тоа е цела представа, проба, цела представа, поминуваме од почеток до крај. И професорката ми рече, ова ако планираш утре вака да играш, не знам, воопшто не излегува, ми вика. Добро, тоа е вашето нормално? Не Секојдневие? за сите, не за сите. Гледаш, не се сите професори такви, ама ета ми не ми се падна таков педагог. Не мислам дека тоа е нешто лошо, затоа што ми го изгради карактерот. Јас станав силна. Мене, сега било кој да ми каже нешто од страна, мене не поминува низ мене никако. А дали ти, пример, денеска, еве, го имаш изградено карактерот, доаѓаат нови генерации, ти си сега, на пример, да речеме на низино место, држиш часови, дали ти така би се поставила? Искрено не, затоа што знам како јас се чувствував. Да, може би бев мотивирана да работам повеќе, ама психички на крај веќе не бев добра. Имав проблеми со самодоверба, иако мајка ми, бидејќи она е балерина, и многу сум среќна што можам да се јавам, да ја објасним и да ме разбере. Она ми кажуваше, тоа го прави за да те мотивира, немој да слушаш. Ама тоа е посилно од мене, затоа што јас имав таква почит кон мојата професорка и таа што ќе ми кажеше за мене беше закон. Не чини. Не ме бива. А таа тоа го правеше за да ме мотивира. Обратна некоја стратегија Да. во тие И генерации. сега пак викам, тоа работеше кај неа. Јас бев мотивирана и јас цело време се трудев да докажам дека јас сум добра и дека се тоа чини, дека тоа не е лошо. И таа беше задоволна, длабоко во себе внатре и го гледав тоа, но немаше никогаш да го признае. Не ти кажа убави зборови? Многу ретко. Ама ми кажа еднаш и затоа тоа беше еден така момент кој секогаш ќе го памтам, тоа беше после премиера Раимонда, главна улога играв. Во балетот Раимонда играв Раимонда и знам после представата дојде и за прв пат ми рече, Стефи, ова беше добро. Ова беше добро. Да Точка. објаснам на гледачите, ова беше добро. Тоа е подобро не може. Од прилика на јазикот на мојата професорка. Така да тој момент ќе го памтам. Колку години имаше кога почна со балетот? Почнав на 9 години. На 9 години, затоа што мајка ми е балерина и некако јас пораснав во тој балетски свет, некако тој балетски свет го запознав од позади кулиси. Ја имав таа среќа. Пев во театар по цел ден. Со неа многу сакав да одам да гледам, ќе земев едно столче и можев со часови да седам и да гледам како играат. И исто така позади, кога имаше представи, седев позади сцена и некако ја гледав таа атмосфера, болки, нели како ги боли, не знам, плачење позади сцена, тоа што не го гледа публиката, што навистина се случува. Например, на сцена се насмеани, доаѓаат позади сцена и сваќам колку е оваа професија не изгледа така како што изгледа од публика. Плускавци, се си имаме за нагледано, повреди, плускавци, солзи, пот позади сцена. Јас се заљубив во тоа, јас се заљубив во таа професија. Сакав и јас да бидам дел од тој свет некако. Тоа е убаво кога доаѓа природно, знаеш, кога не е, пример, има родители кои што јас ги познавам, а тоа го прават
да е наметнато, нели, ако родителот пример има и свој некој друг бизнис, а сака детето да го продолжи тоа. Ако тоа не се продолжи, дека не може да се довери да го предаде тој бизнис, пример, да речеме на некој друг. Мајка ми не планираше јас да бидам балерина. Мислам, она никогаш не размислувала на таа страна. Само на 9 години, мислам, јас побрав да ме запишем, викам, мама, јас сакам да пробам. Природно. Да, мене ова ми изгледа интересна, убави костими, музика, рефлектори, некако чувствував дека сакам да пробам. И кога пробав, сватив дека јас ова треба да го правам цел живот. Некако ми беше чудно позната. Си викам, не знам, почувствував како да сум на своја. Прв пат кога излегов на сцена, кога видов рефлектори, кога видов публика, си викам, ова јас треба да го правам. За ова сум јас тука дојдена на овој свет. Ја памтиш Мегади кога гледаше на сцена? Кога таа ме гледаше мене или кога јас неа ја гледам? Можеш и едната и другата. Памтам прв пат кога беше она на моја представа, на таа за која сега зборував, она се расплака. Мајка ми не е емотивна, не е човек што така лесно се расплакува и лесно ја погодува. Но таа ми рече кога те видов на сцена, сватив дека ти си родена за ова. Дека ти треба само ова да го правиш. Истото и јас го почувствував кога бев на сцена. Така да, Ти значи многу незината поддршка, нели? премногу. Без нејзината поддршка ништо не би можела да направам. Искрено. И сега сум тука на овој подкаст и зборувам со тебе само затоа што она била борец и има направена такви жртви за мене. Тоа е. Какви, например? Дури јас самата си викам кога ќе бидам мајка, дали ќе можам тоа за своето дете да го направам што таа го направила за мене. Пошто сме имале многу тешки периоди, затоа што вака, знаеш, кога одам на интервју, кога зборам, посакав да бидам балерина и стигнав и се беше супер, звучи многу лесно, така? Клише до некаде. Да, како да решив, полетав, отидов во Русија. Колку не беше така. Колку имаше тешки моменти. Ама само вербата некако не... Вербата и веруваме дека некои виши сили помогнаа во тоа. Дали само мама е најгласна за твојот успех? Цела моја фамилија, цело моје семејство, ама дефинитивно мајка ми е најголемата причина поради која јас прво почнав да се бавам со ова и поради која успеав. Она беше вистински борец во права смисла. Затоа што, не знам, мислам дека гледачите знаат, можеби ти знаеш приказната со графчето. Не знам дали ја знаеш. Кога бев 9-10 години, јас сум гурман. Значи јас сакам да јадам, бев буцкасто дете. Па ти кажи, ќе викнаме и храна овде, ќе мезевме. Јас бев буцкасто дете што сакаше да си јаде. И на еден ручек во петок бевме цело семејство јадевме гравче. И нешто од внатре ми дојде, го имам кажано тоа, нешто од внатре ми дојде, се видов себе си и си викам, јас само сакам да ви кажам, дечки, денес е петок, јадеме гравче и јас ќе станам најдобрата балерина во свет. Никој не ме свати сериозно. Дали тоа беше дека ти ја видиш визијата, едноставно пред тебе онака, нели, као има луѓе што ќе кажат тоа е визуализација. Ја гледаш таа слика пред себе или само онака имаше таков силен карактер кај што не би рекла и надчија, ама што ќе решам, тоа ќе остварам. Дефинитивно јас се видов. Еве како да ти кажам. После на 16 години кога излегов на сцената на Болшој театар, се случи како дежаву. Си викам, јас токму ова го видов на 9 години. Јас некако, знаеш, кога си дете, некако не размислуваш што може да тргне наопаку. Ќе посакаш нешто и мислиш дека дека се е возможно. Така и мене ми беше во глава, зашто да не можам да станам јас најдобра балерина. Ќе работам и ќе станам. Туку бев вопедена цврсто во тоа, да мислам дека универзумот горе беше, нема девојчево. Беше на твоја страна. Беше на моја страна, да. Немав никакви дилеми. Каков е професионалниот живот во Русија? Еве пред тоа те прашам, би те подпрашала за животот во Русија. Која е разликата тука и таму? Па знаеме дека Русија е колевката на балетот. Така да уште малечка кога сватив дека сакам да се бавам со балет, сватив дека треба да одам во Русија за да си го продолжам образованието таму. Едноставно, која е разликата во Русија, многу се почитува оваа професија. Децата уште од малечки, уште од прво одделение ги учат да одат во театар, да гледаат представи, да гледаат балет. Во школите им пуштаат балет, опера, драмски представи.
ги учат како треба да се однесуваат, ги учат да ја почитуваат оваа професија и во Русија кога ќе кажеш јас сум балерина, сите се секоја чест. Капа доле. Да, и затоа викам разликата тука кога ќе кажам јас сум балерина, имаш прашања знаеш ли шпага или ај напри некоја шпага, обавезно, а што работиш? Балерина, ама што ти е работата, професијата? За жал, тука не се почитува доволно и мислам дека и срекна сум што еве, може би со ова снимање, со покажување на овој мој балетски живот, може малку повеќе да го доближам овој наш живот на обичниот народ, што се вика, што баш пред некој ден одев некаде пешки, не знам, и група тинејџери поминуваа пред мене, изборуваа за балет. И мислам дека јас бев, си викам, ете тоа некако успеа во ова. Баш некако се почувствав среќна што темата на разговор на едни тинејџери беше балет, уметност. И не знаеа дека стојам позади нив. И поминав до нив, ме познаа. Им реков, супер тема некако за разговор, браво дечки. Се насмеа и мислам дека долго ќе го памтам овој момент. Баш се израдува што мислам дека ја доближувам и оваа уметност до народот тука. Дај да видиме јас и ти оваа уметност. Значи ова моево, Јас искрено се срамам да ти покажам. Мислам Јас дека гледам нема кај тебе дека нешто убави буички таму од зирка, така и мене, ја тебе те слушам. Јас ми е срам да покажам. Сакаш да си покажеме до каде сме? Ајде. Ајде прво јас и ти вака да си покажеме до кај Ајде. сме. Добро. Твоето е А сакаш на преубаво. гледачите да покажеме? Катастрофа. Моето Еве е... до каде сме. Мене малку ми е срам да покажам. Нема врска. Танцувам Мислам- поубаво што цртам, само да кажам. Да се разбереме од Тартрум, значи знаеме да цртаме, само што сега малку Да, да не биде премногу. Да, Да не биде премногу дека знаеме многу работи да правиме. така е. Јас искрено заборавам да го мацнам во вода, толку И и само мешам заглави бои. читкава, Не, не твоето знам. е супер. Твоето е супер. Кажи ми во што си добра освен во балетот? Има ли некоја друга? Интересно Тука прашање хоби. е ова. Интересно прашање. Добра сум во боење, искрено. И тоа ми е едно од омилените хоби кои што си ги сакам. Ова не е блиску до тоа? Не, верувај ми, Никако? не. Јас добро бојам. Добро. Добро бојам, а да цртам. Инаку не сум кажала дека исто имам добар глас за пеење. Само нема шанси. Не, Сега нека. знаеш дека не те пуштам. Нема Имаме шанси. тука водичка да го опуштиш моци Шанси нема. гласот. И има шанси секако дека има. Само што сакав да кажам дека колку што немам трема за играње пред публика, толку за пеење, значи можам само дома да пеам кога сум сама дома. Да, нема шанси. Поготово вака пред нема шанси. Не. Ама имам глас. Мислам дека повеќе сум музикална и поради балетот можам да погодам ноти лесно. Ама да пеам пред народ не. Нема шанси. Сакам исто тенис. Многу сакам да играм тенис, иако немам многу време да се посветам на тоа. Имам играно неколку пати. Имам видено дека споделуваш некој тенисер, така Синер ли беше? Синер. Го обожавам. Го обожавам. Зошто него повеќе го обожаваш, примерот сите останати? Не знам, многу ми се допаѓа неговиот карактер на терен. Терен ли се вика? Тениски, Мгм. така? Да. Многу ми се допаѓа колку е ладен, колку не покажува емоции. Видиш колку што е ти се допаѓа добар кај во него. Не знам зошто. Гледаш чудно. А ти си вака Јас сум- целата со емоции. Да, јас сум значи, ти целата со блискаш од емоции. емоција. Да. А не бев таква стари на почеток. Мене ова снимањето ме напре да сум поотворена. Јас бев многу затворена. Беше? Да, јас бев многу срамежлива. Да. Мене интернетот ме смени на подобро. А, TikTok, значи е TikTok-от позитивна ме смени. страна од користење на социјални Да. мрежи. Имам многу позитивни страни. Јас бев многу повлечена. Не знам зошто ета гледаш прв пат некако го кажав ова на глас, да, ми се допаѓа тоа што не покажува емоции на терен. Што е добар во тоа што го прави, што е многу скромен, не знам, ете, тоа ми се допаѓа. Ама Стефи, па се живели живот без емоција? Па не се живее, Нели? знаеш, не. Како, не се еве, живее, види ти- Не е убаво да си затворен, тоа се согласувам. Емоција, еве ти се ја црташ емоција. Цртам емоција. Да. Не искажуваш, ја отвораш душичката и отвораш Точно. И многу дел од убаво. себе. Да, убаво е Како да и искажуваш емоција, тоа е Ја точно. моето срценце, еве сликнеме. Прекрасно е. Прекрасно е. Ја
Мојата емоција е ова моментална. Прекрасно. Да, искрено ти кажам, не делуваш на таква особа дека си била затворена, иако препознавам некои твои однесувања што биле некогаш кај мене, односно, не би рекла затворена или во свој свет. Меѓутоа, допренесуваат тие социјални мрежи малку да се отвориш за луѓето. Дефинитивно. Мислам дека јас бев затворена затоа што не доволно верував во себе, нели ти кажам, имав проблем со самодоверба, иако од страна ми вика дека не е се тоа така како мене што ми изгледа, сепак. Што те научи балетот? Некој дел за себе, некоја карактерна особина? Мислам дека ме научи да не се откажувам. Ме научи дека не може се во животот да оди лесно, како подмачкано, и дека не е убаво се да оди како подмачкано, дека сите негативни, лоши некои моменти, ситуации, стресови, дека се тоа не го гради нас карактерот, дека едноставно тоа ни се лекции во животот кои мора да ги поминеме, и поради тие сите лекции јас станав човек со карактер, со јака психа. Колку тоа така лесно звучи дека си станала човек со јак карактер, а колку всушност треба време да... Треба многу време. Треба Дефинитивно. многу време да, што велат, да работиш на себе, да бидеш освестена за своите однесувања и некои патерни, не знам, и мајка ти што се гледала на сцена, нешто си земела некои нејзини навики или однесувања, или пак од таткова страна. За татко ти никогаш ништо не сме слушнале. Да. Искрено. Многу ретко зборуваш за татко ти. Зборувам ретко за татко ми, да. Искрено, мајка ми и татко ми се разведени од мојата 3-та година, кога имав 3 години. Не го гледам тоа негативно. Воопшто, секогаш има иста реакција како извини. Мислам, ми е жал што е тоа така. Не. Јас имав пресреќно детство и мислам дека поубаво е некогаш да живееш. Не знам, немаше расправи кај мене дома. Беше се мирно, затоа што мајка ми сватила дека не се сложуваат со татко ми, решила да се разделат и тоа е сосема во ред, го почитувам тоа. Мене ми беше детството убаво, не го гледам тоа како нешто трагично. Зошто не го спомнувам јас? Многу поголем дел од мојот живот го поминав со мајка ми. Многу поголем дел. И се што имам до сега постигнато, зборам со балетот, со мојата професија, е заради мајка ми. Заради низината борба и жртви и се што направила. И кога се појавувам на социјалните, мислам кога се појавувам вака на подкасти, на интервјуа или зборувам за мојот успех, и некако не можам да зборувам за никој друг, освен за мајка ми. Затоа што, не знам, тоа што она го има направено, некои невозможни работи, што, не знам, толку верувала во мене, толку веруваше во мене. Сега ќе ти кажам, за јас да отидам во Русија, требаше да зема мајка ми кредит. Мајка ми имаше плата тогаш 300 евра. Требаше да земе кредит од 10.000 евра. Ратата ѝ беше 150 евра и за живот останува 150 евра. Со тоа што јас имам и помал брат, мајка ми беше самоохрана мајка. Се тоа беше многу тешко. Како ти се носеше со целава оваа ситуација на тие мали години? Ти си била баш дете, не си го разбирала се уште светов. Да, мислам дека до крај тогаш јас не бев свесна и мајка ми се трудеше јас да не се секирам за тие работи. Мајка ми се трудеше јас тоа да не го гледам така и да си се фокусирам на своето. Сепак јас многу бев сериозна и зрела за своји години. И точно знаев што се случува, знаев кои жртви се прават за мене. И сега таа ми е мотивација плюс, реално да не се откажувам од ова, затоа што има тешки моменти. Секогаш ме прашуваат си сакали да се откажеш, многу често. Затоа што оваа професија е Тешка. многу тешка. И повеќе ментално од него физички. Секогаш е Дефинитивно. таа тема. И сега јас сум мотивирана да продолжам, да успеам уште повеќе. Не знам, и за на мајка ми да ја можам да ја пружам живот каков што она сака. Да ја возвратиш за да ја се. возвратам. Иако мислам дека не можам 3 живота да се враќам да ги живеам, нема да можам да ја возвратам за тоа. Што го направила. Ти викам, не знам дали јас би можела да го направам тоа за своето дете. Тоа се такви некои вистински борец. Нешто ќе те прашам.
Јас како веќе се сочувствувам со тебе и со твојата ситуација. Како помала, јас танцував и многу често мајка ми знаеше да ме однесе. Нели на тогаш носител бомбини имаше, потоа премина во хип-хоп, Да. настапи и така натаму. Морам да ти кажам дека во тие моменти многу ми значило нечиво присуство. Значи, колку што сакаме некој да е покрај нас кога не ни е убаво, толку сакаме да е со нас кога не мора да аплодира често, меѓутоа доволно да е тука. Да само да седи на страна, да те следи, е богатство. Така. Во тие дадени моменти кај мене не се случувало тоа. И да, знам денеска колку тоа значи да ти биде мајка ти тука цело време, да ти аплодира, да биде покрај тебе. Дали ти посакуваше никогаш татко ти да биде во тие редови тука или дали воопшто тоа се случило? Знаеш како? Да те погледа на представа? Јас со татко ми имав поддршка. Браво Кирко, супер си. Знаеш, во тие моменти не беше само тоа доволно. Не беше само таа поддршка доволна. Тебе што ти требало? Што мислиш? Прегратка, збор? Не, јас имав љубов и од татко ми, и од мајка ми. Имав и поддршка, имав се што ми треба, само требаше помош повеќе. Не емоционална, материјална. Тоа беше најтешкото во тие моменти. Бидејќи поради тие материјални проблеми, работи, мајка ми не можела да спие и сум ја гледала како плаче и така натаму. А татко ми, например, си живеел свој живот, си се грижал за себе. Тоа однатре имам некој, како да кажам, не е гнев, не е никако омраза или така натаму. Но едноставно... Љутина, малото дете во тебе, љутина Да. некоја. Да, имам некоја лутина. И знаеш што повеќе ме лути? Тоа што тој се лути, дека јас не го спомнувам во подкасти. Тоа најмногу ме боли од се. Јас со татко ми не зборувам 1 година веќе, заради ваков проблем. Знаеш, кога зборувам ја за балетот, кога зборувам за мојот успех, мене татко ми воопшто не ми е во глава. И не сум јас крива поради тоа. Јас не сум крива што мене не ми текнува да го спомнам, затоа што он не бил тука. Да, он постои, физички јас имам татко, ме сакал, не викам дека не, сум имала поддршка, ама не било само тоа доволно во тие моменти. Он ме оставил на ако имате да се снајдете, супер, јас не сум тука. Така да мајка ми ако не се бореше, јас сега кој знае што ќе беше со мене. Кој знае каде ќе бев. Мама е херој. Без неја ништо. Дали знаеш да простиш? Дали мислиш дека некогаш би можел да му простиш? Знаеш, мислам дека не е убаво да се држи лутина цел живот, ама сега не сум спремна. Затоа што многу ме боли тоа што не разбира и тоа што он е лут во моментот. Он мене ми е лут, што јас не го спомнувам. Како да те спомнам? Како да те спомнам? Кога ти немаш ништо со мојов успех, нема балетот, мојот успех, не можам да го поврзам со татко ми. Само мајка ми ја гледам кога зборувам за тоа. Не можеш да ми се лутиш. Прекјути, јас не се лутам, јас не ти се лутам што ништо не си направил. Не можеш да ми се лутиш. Јас не го правам тоа намерно. Мене едноставно не ми е во глава кога јас зборувам за себе. Затоа што он се тргна на страна кога најмногу требаше. И мислам дека треба да размисли. И он, мислам дека уште мисли дека он е во право. Тоа е проблемот. Дека он е во право, дека ете јас сум неблагодарна. Да, еве, јавно кажувам, он е ме сакал, ме поддржувал од страна. Ете, како било кој друг од страна што ме поддржува. Он има кажано на мајка ми, ако немаш пари, нека не оди. И мајка ми ако речела, окей, тогаш тоа ќе беше тоа. Немаше да седам сега тука и да зборувам. Како да зборувам за татко ми, за неговата поддршка, еве, кажи ми. Многу болна тема. Да. И прв пат ја зборувам. Обично не зборувам за татко ми, никој никогаш не ме прашал, искрено. Имав некојаш коментари каде татко ти, зашто не го гледам и обично не одговарав на тоа, не сакав да влегувам. Ама тоа е реалноста, Што мислиш дека, знаеш, секогаш учиме првите лекции, мислам дека живот ни ги учиме од мама и тато. Знаеш, и тоа да некаде не обликува реално. И јас
гледано по себе. Тоа што некојаш едниот родител бил, некојаш ти не сакаш да бидеш. Да, Она што едниот бил, сакаш да го земеш. точно. Што е она што од едниот би го зел, пример, еве обратно нека биде од татко ти, што би зела, ако би зела некоја карактеристика негова, а што би одзела ако е мајка ти во прашање? Искрено, вака кога ме прашуваш што карактер, мислам, што би извлекла татко ми, не можам да ти кажам. Не можам да ти кажам нешто. Стефи, големо срце имаш. Не знам како да објаснам. Ништо посебно татко ми не направил за мене. Ништо посебно. Ти викам физички, он е тука, ме зимал, ме носел, на ручек ме враќал и тоа е тоа. За жал тоа е така. Не го осеќам толку блиско, не го чувствувам блиско. Како близок човек, за жал. И за жал тоа што сега ние не сме во комуникација, мене тоа ништо не ми смени во животот. Јас не, како да ти кажам, не ми фали. Не ми фали затоа што и порано не бил нешто присутен многу во мојот живот. Да, јас го сакам, родител ми е, татко ми е, нормално дека го сакам и се. Ама Стефи, знаеш што ти посакувам? Не ги бираме родителите. точно. И знаеш, секој има своја приказна и до некаде сите ние нешто учиме за нашите родители. Знаеш, ни стои пат, ништо ни тие не се совршени. Ме трогна твојот момент и искрено посакувам да имаш таа храброст и тоа големо срце што сепак ти трепери. Ти е огромно за мајка ти, знам, и за братчето. Меѓутоа за себе, знам и за себе колку па и мене ми било тешко да простам за некои работи, за да можеш ти да бидеш слободна. И јас тоа ти го посакувам за 2026 година. Ти благодарам. Искрено од Ти срце. благодарам. Јас се надевам дека ќе биде тоа така. Ми сигнализира дека сме скоро па при крајот и јас би сакала пред да си ги покажеме нашите цртежи. Атрум, Мене ми е поздрав. срам да покажам. Каква порека? Еве, те следат доста млади луѓе на TikTok и без разлика каде да се појавиш, те обожаваат. Каква порека ти би пратила? Ти си прима балерина во Русија, значи твориш, танцуваш, го живееш својот сон, а сепак имаш и ваква животна приказна, како би ги советувала можеби помладиве, еве, и се наоѓаат во слична или различна состојба? Јас би им препорачала никогаш да не одат по лесниот пат кој им изгледа идеален и совршен и да си го слушаат срцето. Да не се откажуваат од своите соништа. Затоа што јас ако се откажав, ете пак ќе кажам, немаше да бидам тука сега да зборувам за својот успех. Затоа што мислам дека во животот никогаш не се даваат две патишта, вистинскиот пат и погрешниот, кој ни изгледа полесен, посветкав, поубав и најчесто луѓето го бираат тој. А тој е погрешен. Нормално е да има потешкоти во животот. Тоа не прави луѓе. Тоа не го гради карактерот, како што кажав. Затоа и да е тешко, и да е претешко, и да гледаш дека нема излез, има излез. Секогаш има. Само треба да продолжиш понатаму. Да издржиш. Да издржиш. Тоа машки. Женски. Не машки, женски да Ке те чека издржиш. тука машки или женски? Женски, Тема за нареден дефинитивно. подкаст. Да. Од нашите пријатели од Лидиком имаме да ти дадеме еден подарок. Сега ќе придат и ќе ти го врачат. Стефи, многу ти благодарам од срце што беше во Ресет, остави некој свој белек и уште подраго ми е што имаат прилика гледачите да видат нешто поразлично, нешто кревко, природно пред се и свое. А тоа си ти. Дај Боже, ако на некого треба да се огледаат помладите, вистина тоа да си. Има една реченица што сите
ја кажуваат, дечки успеавме, го направивме правиот човек популарен. Многу Нели ти е така? благодарам, многу ти благодарам на убавите зборови. Навистина ми значи и преубава беше тука, само да кажам, преубава атмосфера, баш како да си бевме на гости. На гости како ти бев. Да си ги покажеме само уште еднаш нашите креативни дела. Го Хаос. ужас. Ама зборувавме за тоа, бевме малце, Да, не бевме 100% сконцентрирани на ова. Види, ни превладуваат слични бои, значи Да, владе позитивност, Владе. владе љубов. точно така. Тоа е пред се. Точно така. А ќе ти посекам во 2026 да си влезеш среќна, успешна и се што имаш на таа бакет листа да си оствариш и мама да ја направиш најгордата на цел свет. Многу ти благодарам. Се надевам дека тоа ќе се случи. Ти благодарам и јас тебе ти го посакувам најубавото во животот. Многу успеси, да си среќна и жива и здрава и се најубаво. Ти благодарам многу уште еднаш. Драги мои гледачи на Ресет, се надевам дека успеавме во оваа минутажа да ве прегрнеме топло на особено вакви ладни денови пред новогодишни. Со огромно срце да ви честитаме среќна нова година, да ви посакаме да сте пред се живи и здрави и очекувајте навистина да доаѓаат убави животни приказни за личности кои досега не сте ги ни виделе, ниту пак слушнале. Затоа што е време да почнеме од почеток. А тоа ќе биде во 2026. Ви посакувам се најдобро и се гледаме во новата година.